Наместо приближување на ставовите и добрососедска политика, релациите помеѓу Бугарија и Македонија се речиси со воинствена реторика. Затоа во студиото го имаме Маријан Ѓорчев, поранишниот, покрај другото и поранишниот амбасадор на Република Македонија во Република Македонија. Маријан, добро утро. Добро утро. Пред неколку денови во вашата колума објавена пред чествувањето на роденденот на Гоце Делчев во Скопје, напишавте дека великанот е без сомнение најсветлиот лик, апостол и знаме на македонското револуционерно дело. Можете ли ова подробно да го објасните, под предпоставка дека сите и не ја прочитале вашата колумна, која беше објавена на еден од порталите. Се извинувам што не запамтив. Кој беше? Макфакс. Макпрес, простата. Макпрес.мак. Да. Па најнапред, ликот на Гоце Делчев е нешто што за сите македонци, говорам, представува символ за македонската држава и слобода, од аспект на тоа што самиот чин на тоа како тој го живеел својот живот, како ги поставил принципите на своето животно кредо, определбата негова да служи на народот, неговите идеи за организирање на македонското население во тоа време, биле на тој степен издигнати што тој бил пред времето. Тој значи бил од тој лик кој што несомнено со своите изјави, да, значи бил авангарден и со самото тоа тој бил пред времето, неговите изјави биле секогаш во насока на она што представува космополитизам, афирмација на колективното заедништво и солидарноста на македонското население во тоа време. И тој дал една голема жртва, никогаш не ги соопштил своите идеолошки и национални погледи. Значи, во интерес на неговата работна задача, развивање на организацијата, Македонска национална организација, тој го посветил целиот свој живот и го дал својот живот за и умира многу млад. Да, на 31 година го дал целиот свој живот за слободата на тоа македонско население, апотеазирајќи ја максимата за организирана внатрешна револуционерна борба, помош да од надвор, но слободата може да дојде само од внатре, и неговата максима е секоја македонска куќа, секој двор, секој камен, секој дрво да биде да пламти со бунтовнички жари цела Македонија да востане и така да се ослободи тоа македонско население и согласно член 23 од Берлинскиот договор да постигне политичка самостојност, што сама по себе води кон нормално сувереност во даден простор и време во рамките на Османлинската империја во тој момент. Тоа била целта на организацијата и тоа води кон слободен нормално собствено образовен систем, слободно самоопределување за својата национална посебност, комунален ред, печат, во што сте вие денеска, и сето тоа води кон создавање на еден современ облик на првичните пројави за македонска држава. Од тука е неговото значење, затоа тој истовремено е, реков, историска реалност, тој е символ, тој е апостол во неговото револуционерно дело и знаме затоа што неговите светлосни пораки од мракот на Османлинската империја се европски. Неговата порака, нели, јас го разбирам светот како културен надпревар, поле за културна надпревар меѓу народите, представува нешто што во тој момент е една голема светла идеја и неговото место е несомнено. Па и денеска е, не би се согласил дека е стасано времето за неговата максима. Затоа велам, тој е авангарден, тој е пред времето, да. И во многу нешта се изедначува со големите преродбеници во секој во свое време и простор. И затоа чинам дека посебно за нас е многу битен, но тој ако земете неговата деност дека тој делувал, тој е роден на територија на денешна Грција, действувал на територијата на Османлинската провинција Македонија, бил амбасадор, првиот задграничен представник на Македонската организација, на тајната македонска Одринска организација во Софија со Ѓорче Петров, така што неговиот живот има и една балканска содржина, значи тој е еден балкански херој кој што на некој начин му дава значење на Балканот како дел од таа европска културолошка димензија. Ако добро јас ве разбрав,
Вие во вашата колумна пишувате дека Гоце Делчев е всушност втемелен во идентитетот на македонецот. Да, Дека ако го двоиме него би било тешко и да се остане македонец. па токму затоа и во претходното мое така да кажам објаснување околу ликот и делото на Делчев, јас веќе реков, значи неговата посветеност кон работната задача да успее во странието, да се создаде сувереност на една, ако е тоа најскромен облик на сувереност, автономија, таа ви овозможува вие да се самоопределите слободно кои сте, што сте и како сте. И тоа фактички е таа содржина, тој културолошки амалгам, кој што неговиот ум, неговото срце и неговото дело ги обединува во едно свето тројство кое што дава идентитетско обележје на македонскиот човек, и тоа денеска го восприема тој македонски човек токму затоа што тој секогаш оперира со максимата единство на македонското население, македонска автономија во рамките на Османската империја. Таа поврзаност на македонското население со таа димензија, со поимот Македонија, со етнитетот македонец, полека, но сигурно го вградува него во темелот не сигурно, него тоа е фактички темелот на македонскиот идентитет. Да, значи, да кажем, таа централна личност околу која се спојува после националното ткиво. Така некако би можеле да го... Тој е еден од плејадата на сите големи рационери. Тука се и Ѓорче Петров, тука и Дамјан Груев, тука се сите оние кои што биле негови соборци, исто толку големи, но затоа реков, знамето, тоа е тој кој што, например, Дамјан Груев е првиот секретар и благаник на организацијата, Македонска национална организација од 1993 година, но тој не е толку познат во јавноста со неговите пораки, со неговото движење низ револуционерните окрузи во Македонија, додека Гоце Делчев бил се присутен и тој е запамтен нели во кај македонскиот народ, во приказните, во еповите, во песните како крилат бунтовник. И тука е неговата големина. Без малку е митска личност, да, што и за него и турците пишувале, за него грците пишувале, за него бугарскиот печат пишува. На крајот на криштата тој е човек кој што, пак ќе кажам, има една малку поголема димензија, го надминува овој наш мал македонски простор и се проширува, пак ќе кажам, во рамките на една европска конфигурација на големи личности. Колумната ја напишавте излезе ден пред чествувањето на роденденот на Гоце Делчев, кое се надевам ќе се согласите дека помина во една мачна атмосфера. Даскалот го чествувавме со специјалци, долги цевки, со барикади, со хеликоптери. Може ли така тоа да биде? Па тоа се изнудени процеси, значи ова што се случува сега помеѓу Република Македонија и Република Бугарија не е случајно. Значи ова што се случи на 4 февруари е најдолната точка во дипломатските односи помеѓу нашите две соседни држави. Односно се вративме 93 година, кое што требаше да ни биде предупредување, кога Република Бугарија во своето народно собрание не ги ратифицираше подготвените договори од транспорт и врски, од дипломатските односи помеѓу Македонија и Бугарија, кои што беа подготвени да се потпишат на македонски и на бугарски јазик. Тогаш Бугарското народно собрание не ги ратифицираше тие договори и ја отпочна фактички дебатата за тоа дека Македонија држава да, меѓутоа таа е држава во која што македонската нација и македонскиот јазик се вештачки творби, и од тука почна таа битка уште тогаш, значи со она максима држава без народ и јазик, така Точно. нешто може да се сведе. Односно сега председател Радев ја на некој начин вообличи во една така реченица: Македонија во Европа може, но македонизмот не. При тоа не објаснувајќи што е македонизам или јас како го толкувам тоа македонството, а и ние не се потрудивме да објасниме што значи македонството, што значи тој поим македонизам, за да може на нашиот македонски граѓани да му биде појасно за тоа дека македонизам сега да го малце да го... Па да, значи ретко кој говори за тоа дека македонизмот не е нешто што е... Ама не е ново, тоа е... Да, ма не е настаното во... Во една прилика вие сте го говореле. Да, не е настаното во напредот од 19 од 20 век во природбата. Тоа е еден универзален код кој што е последица на една голема наука, на едни големи достигнувања од времето на антиката. Значи вие кога имате во 4 век пред нашата ера, кога имате македонски кралски академии, не говорам за обликот на
Тие били универзални академии. Нели, во тоа време антиката ни припаѓа на сите, и на македонците, на грците, сите модерни нации, на илирите, не, во тоа време на народите кои што, односно племењата кои што живееле или етносите кои што живееле во тој период. Меѓутоа факт е дека Македонската кралска академија, основана од Аристотел во Миеза, еден голем научник кој што и ден денеска еден од најголемите на филозофи од сите времења во светот, Македонските кралски академии во Пергам, во Антиохија, во Александрија, таа универзалност на науката, тој универзален код, македонски код кој што во тоа време представувал првиот обид да се глобализира во тоа време светот таков како што бил, да се обеди над Персија, Вавилон, Египет, да се стигне до Индија, да се направи тој простор глобален кај што на некој начин представува еден раритет во тој временски период. Сето тоа го означува тој период како еден македонистички период. И тоа население кое што живее на просторот, на историско-географскиот простор Македонија, поистоветувајќи се со поимот македонизам и со етнонимот македонец, автоматски го прифаќа и тој македонизам како еден културолошки амалгам кој што се пренесува низ вековите, затоа што тука во Македонија, како што изјави пред неколку 20 години нашиот познат режисер, професор и дипломат Љубиша Ѓоргиевски, тука вековите не врват еден за друг, тука врват паралелно. Значи се случува токму затоа и она што ни се случува се повторува. Значи она што се представувало една културолошка вредност, една културолошка димензија низ вековите, пренесена во чувството на ова население кое што живеело тука, независно како го третираат од аспект на неговото етничко потекло, сето тоа го вовликувало чувството на овој народ дека тие припаѓаат и го прифатиле поимот Македонија, го прифатиле етнонимот македонец и се определиле на крајот слободно во сопствена држава дека се македонци по род. Токму тоа е затоа тој македонизам не може да се објасни со такви едни, би рекол, стеснети фрази од типот дека македонизмот е творба на Коминтерната, дека тоа е творба на Јосип Броз Тито, дека тоа е една појава која што е вештачка на калемена, или како што највулгарно сега се одразуваат одредени бугарски, дури европратеници, еден што ме чуди мене, еден брилјантен професор по современа светска литература, сега европратеник, кој што не нарекува со најпогрдни имења во делот на тоа што представува нашата собствена самоопределба, собствена самоидентификација. И пазете што е симптоматично. Сите тие држави кои што присвојуваат право да го злоупотребуваат поимот Македонија, да зборуваат за македонизмот, си имаат своја држава која што се вика со друго име, се вика Грција, зборуваат на грчки јазик, бугарите зборуваат на бугарски јазик, си имаат своја држава Бугарија. Тие имаат право да говорат за тој универзален код, за тој универзален поим, само со тоа што во даден простор и време анектирале дел од историско-географскиот период, простор на Македонија, и сега тој простор на Македонија е дел од нивната државна заедница, но многу несигнификантен дел. Во Грција тоа е 20%, во Бугарија тоа е некаде околу уште помалку 10%, во Албанија може 5-6%, но во секој случај тие немаат во својата, како да кажам, хиерархија на човечко достоинство право да кажат, ете ние, иако тие велат, Грција вели Македонија е грчка, Бугарија вели Македонија е бугарска земја, да не говори понатаму, единствени кои што се идентификуваат и кои што го докажуваат на вистина во еден причинско-последничко историски период на тоа што представуваат поимот македонизам, се токму македонците, затоа што пак има една исто така голема работа, нема во животот според мене случајни појави, случајни луѓе, и овој разговор не е случајен меѓу нас. Ние се познаваме, значи се случува македонците во овој простор кој што тука живееле, сепак тој етноним македонец, Свети Павле ја најде Лидија Македонката и дојде во македонскиот простор да ги учи атињаните и коринтијаните во христијанството. И ако вие во Библијата 13 пати го споменувате поимот Македонија, сега за жал на нашите соседи, жал ми е што ги нема во Библијата. Ја нема и Грција го нема, ја нема и Бугарија, нема Србија, нема Албанија, но тука е Македонија. Значи тоа е нешто што е многу изворно, едно големо културно-историско наследство, се работи за културно-историско наследство, а културата е нешто што представува и духовно, нели, духовни и материјални добра, артефакти,
песни, она што представува културно творештво, уметничко творештво, музичко творештво. Така што Македонија во тој дел има многу докази дека тој македонизам е една вековна пренесувано вековно културно-историско наследство на Значи, да сумираме, само македонците имаат право на Македонија и само македонците може да бидат македонисти. Па нема друг начин, затоа што, пак ќе кажам, вие имате точна идентификација во времето на станувањето на македонизмот е европска универзална димензија. Тој припаѓа на Европа, тој припаѓа на Блискиот Исток. Па видите, вие имате име... Дел од светскиот културен... Дел од светско културно наследство. Вие имате во Турција, еве, провинција, која што исто и така има право да се повикува на македонизмот, Антиохија. Таму бил античкиот македонски цар Антиох. Таа Антиохија е дел од денешната модерна современа Турција. Делумно во Сирија, делумно во Турција. Делумно во така е поделена таа провинција. Но секако, еве затоа говорам, значи тука се работи за еден космополитизам и таа универзалност на македонизмот, затоа треба да се почитува. Сега тука доаѓа, нели, до тие спорови хеленизам, еленизмот и македонизмот, во средниот век спорот македонството, јас така го нарекувам, со средновековните бугарски државни творби или со средновековните српски државни творби. Пој цар Душан се прогласил за македонски цар. Или со византиските државни творби, но има една друга... Има македонска династија и така. Значи, сепак е, како ќе кажеме, идејата е универзална, за тоа велам. но сепак единствени кои во континуитет ја почитувале се на овој историско од овој историско да. географски простор. Тоа население. Не говорам дали тоа било население во антиката, во средниот век, во денешна современа Македонија, која што е држава, и то ние сме единствени кои што сме го пренеле тој период, едноставно, пак ќе кажем, таа вековна трансмисија. Значи, само ние сме на Балканот кои што се чувствуваме, нели, граѓани, сите други се поборници дека тоа се органски, природни нации, говорат дека тие се единствено каде што етносот е доминантен, етносот елин, етносот бугарин, етносот србин, етносот албанец. Само ние сме тие кои што велиме дека ние сме територија на кои што живеат многобројни заедници, значи јас би ги нарекол заедници, кои што се делови од, да речеме, исто така вековно, на тој вековен простор постоеле, тука се случувале многобројни движења на пластени цивилизации, сигурно дека имат многу елементи, има и елементи на еленизмот, има елементи на оно што представува бугарска традиција, на српска, на илирска или албанска, но сепак никогаш не биле преовладувачки. Секогаш, пак ќе кажам, доминирал тој универзален код, тој македонизам, и токму затоа ние сме на некој начин повеќе втемелени поврзани со европскиот дух, со европското заедништво од оние национални држави околу нас или пак во Европа кои што стојат тврдо на таа органска примарна теорија за нацијата која што ги држи како еден субстрат кој што ги обединува. Така малце поекспресивно. Во најавата рековте се враќаме на 93-та година. Значи во најдолна точка, да. Тоа беше најдолна точка на дипломатските односи помеѓу Бугарија. 6 години немавме подпишани никакви билатерални договори. И сега сме речиси на исто некакво ниво. Од друга страна, нашата дипломатија се однесува безмалку сервилно кон бугарите. Ја мислам дека секое барање од Софија беше прифатено. Па тоа Зашто е тоа така? Па одговорот е едноставен, значи желбата на ова македонска, да речеме, политичка елита која што сега ја води Македонија, иако таа е желба на сите политички елити на Македонија од 91 година, значи членството во НАТО, но оваа желба на оваа политичка елита во последните 5,5 години со цел да се забрза тој процес. Имаше еден професор на економски факултет, мене им беше професор академик Узунов, кој што велеше од сите ресурси за развој на општествено-економски систем најважно е времето. Сега во таа желба да се скрати временскиот простор на нашето приопштување кон тие европски вредности и вредности на алијансата, се направија толку многу отстапки кои што еден ден ќе биде прашање на сериозни анализи, на сериозни преиспитувања на тоа
зошто толку многу се отстапувало во разговорите во подпишувањето на такви договори, кои што сами по себе се противречни по својата содржина, по својата форма се во ред. Треба да градиме пријателство, но по својата содржина содржат толку многу елементи кои што сами по себе предизвикуваат конфликт. Вие кога говорите имаме заедничка историја, че вие сте согласни да преговарате за се во рамките на заедничка историја. Заедничка историја. А при тоа не го дефинирате поимот што е тоа заедничка историја. Нема дефиниција на тој поим. Дали е окупација, дали е... Да, значи имате разни периоди. Да. Значи сега имате различни периоди. Една држава тргнува по прашањата со еден статичен метод, тргнува од времето на средината на 9 век и до 2 август 1944 година. Ние тргнуваме, тоа е еден статичен метод, ние тргнуваме со една диалектичка динамика, тргнуваме од многу порано за историско-географска простор на Македонија. Зошто 9 век да биде меѓата? Па тоа сакам да кажам, зошто статиката формирани или... Да, што било пред 9 век, еве. Што било пред 9 век? Да, па токму тоа, значи кога таа средновековна бугарска државна творба, тоа царство во тој момент се христијанизирало, па се представува сега во таа заедничка историја како бранител на христијанството, бранител на старословенството, старословенската литература, писменост и култура. Христијанството од оснивачите на христијанството. Па во тој контекст говорам, значи сега имате таква, зошто е таа сервилност? Одговорам директно на прашањето. Значи вие кога ќе дозволите да потпишете договор, знаете договорот е обврска, вие ставате подпис, тоа значи одговорност. Тоа значи согласување со ги кажувате причините зашто потпишувате, но треба да бидете свесни за последиците. И сега последиците дојдоа на виделина. Дека вие кога сте прифатиле заедничка историја, а не сте го дефинирале тоа како ќе преговарате, тогаш вие имате сериозен проблем сега како да ги ускладите односите и тоа ескалира. Бидејќи Бугарија е член на клубот наречен Европска унија, ние сме на прагот да влеземе, ние сме пред вратата, чукаме на вратата и сега очигледно дека бугарите таа позиција нормално ја користат до крај и нашите политички елити сметаат дека треба да бидеме сервилни, треба да бидеме попустливи со цел дека тие ќе се одоброволат и дека ќе го разберат нашиот стремеж да бидеме таму каде што се и тие и со тоа што со некакви мали сервилности ќе дојдеме до целта, но тоа е сосема погрешна стратегија. Уште повеќе се создават апетитите, се растат апетитите, вие еднаш кога ќе попуштите, гледате го следот на околности. Ќе зборувам за она што представува фундаментално човеково право и граѓанска слобода. Вие имате во Македонија, знаете од кога бугарски здруженија? Да. Имате во Битола, во Струмица, во Скопје, тие луѓе работеа со години. Ама не беа со фашистички... Апсолутно. Тие луѓе помагаа на македонските граѓани во процесот на она што се вика економска асимилација. Македонските граѓани се здобијат со бугарски пасоши. Остваруваа врски со бугарските државни органи. Беа позиционирани така да создадоа дури тие македонски граѓани со полен легитимитет да се чувствуваат со бугарска самостојност, создадоа и своја политичка партија. Се покажа колку таа политичка партија е моќна во Македонија да ги застапува интересите на македонските граѓани со бугарска самосвест. А и на пописот има 3504. Значи поентата е дека ние како држава овозможивме тој елемент на тоа фундаментално човеково право граѓанска слобода да биде застапен во Македонија на едно многу високо рамниште, но тоа не наиде на, како да кажам, на симпатии кај бугарското население, туку тоа се сметаше дека тоа е почеток на таа нежна преградка, која што беше како стратегија дека треба нежно дека нежно да не прегрнат и во таа нежна преградка да се реализира некаков концепт на Република Бугарија кој што се уште од европската перспектива е нејасен, неразбирлив, зашто на крајот Европската унија е едно наднационално тело кое што е создадено по токму тие различни национални, јазични и културни различности да бидат обединети во едно наднационално тело кое што ќе создаде еден европски идентитет, функционален, не федерален, функционален, но кој што ќе ги разрешува токму овие проблеми кои што ние со Бугарија ги имаме. А токму земите членки на Европската унија кои што имаат сосема поинаков пристап Грција и Бугарија, токму тоа тежнење кон европски идентитет го рушат со оваквите процеси на притисок врз послабиот, објективно ние сме послабите, пак ќе кажем, ние чекаме пред везот, но тоа не значи дека ако сме послаби, не послаби, туку едноставно сме на другата страна од клубот, ние треба да искажеме исто така доволно достоинство, доволно знаење, доволно мудрост и
Оно што е најважно според мене Срđan да искажеме искреност. Мене кога ме праша кога се подпише договорот во Софија 2017 година што очекувате сите новинари со Собјаскog амбасадор, што очекувате? Јас реков очекувам само искреност. Ако продолжиме со лицемерие, Европа ќе го препознае и вашето и нашето лицемерие. Значи треба да бидеме искрени, треба да бидеме честни, да работиме на поправање на нашите слабости. Ние си имаме внатрешни слабости, вие си имате внатрешни слабости и да најдеме еден механизам кој што ќе не однесе по еден пат на рамноправност, симетричност и заемно почитување и доверба. Значи, да резимираме, потребни се преговори на рамна основа, на еднаква основа, за да може да се дојде до некаков напредок. Во ваква ситуација сега е невозможно. Сега е невозможно, затоа што пак ќе кажам, кога се дојде до тоа да се формираат, ќе почнам пак од клубовите, кои што постоја во Македонија, и македонската држава го дозволи тоа. Вие не смеете да дозволите нешто кое што е спротивно на уставот на Македонија и законите на Македонија. Не е битно кој сгрешил, дали Централен регистар, дали Министерство за правда, кој бил небуден, кој бил незаинтересиран. Има многу такви. Има многу такви. Да. Но тоа се ползува сега од таа страна и сега дојдовте во ситуација кај што видите. Се случи тоа што се случи со случајот Пендиков. Сега втора, исто така, јас очекувам многу пострашна епизода, ќе биде имплементацијата на законот за промена на имињата на клубовите. Тоа во Бугарија ќе биде... Тепачка ги донесе односите на едно дури тривиално ниво, дури комично ниво на двете земји, една обична тепачка во Охрид. Да. Сега тоа веќе прерасна во еден, видите, тоа е, пазете, тепачка која што без расветлување, пак Македонија е тука виновна. Јас кажа, јас напишав, сепак самите сме ние виновни. Не е буден и не е заинтересиран. Значи, вие не можете, нашето македонско јавно обвинителство, нашето македонско судство, кое што има своји органи во Охрид, кое што ги следала работите, ги знае тие групи кои што учествувале во таа тепачка, не се произнесе со свој став, со своја пресконференција, нашите министри не отидоа во Охрид да го расветлат случајот, да ја преудицираат бугарската иницијатива, односно да настапат офанзивно и да кажат ова е случај таков и таков, учесници се Срđan Ивановиќ и Маријан Ѓорчев, едниот е виновен, другиот е таков, тој бил, причините се тие, поводот е тој и нормално тогаш бугарите ќе нема аргументи така да настапат. Нашето молчење, нашата исплашеност, внимателноста не е одраз на мудрост, внимателноста е најчесто плашливост. Значи, кукавичлук. Значи, ние место да соопштиме дека тука се работи за македонски државјанин, ние дознавме од бугарски политичари, од бугарска телевизија, од бугарски медиум, дека човекот не е бугарски државјанин. Сега имаше информација дека тој што го тепал има бугарски пасош. Не знам дали е точно. Не ми е проверено. Тоа го говореше Даниел Лорер, значи човекот кој што беше истакнат чинител во продолжување на промената, значи новата партија во Бугарија, кој што беше министар во таа влада. И тој кога излезе со тој став беше во бугарската јавност сутре прогласен за предавник. Но тој од некаде ги дозна фактите. Место тоа да го каже Лорер, тоа требаше да го каже македонскиот министар за надворешни работи. Бујар Османи требаше да го каже. Или министр за внатрешни работи, или министр за правда. Македонец. Така е. И бидејќи ние тука паѓаме на тие есенцијални прашања за одговорноста на државните органи. Сега повторно вчера имаше една многу корисна дебата кога гледаше телевизијата околу промената на имињата. Јас очекувам еден голем атак од Република Бугарија околу тоа, дека со тоа се кршат фундаменталните човекови права, дека тоа е навреда на македонските граѓани со бугарска самосвест и тоа уште повеќе ќе вжести атмосферата. А ние сега затоа треба што посилно, што појако, што поинвентивно, што покреативно да му дадиме на бугарскиот државен врв, на бугарското политичко раководство излезно решение од таа еуфорија дека така може да се решат проблемите. Јас секогаш треба да гледам и во мојот живот. Сум бил самокритичен дека во најголем дел вината за нештото што се превзема треба, знаете, она главна сентенца за успехот на некоја работа, важна е подготовката. Ние треба да се подготвиме сега. Треба да се подготвиме темелно, со аргументи, па нека се и на наша штета. И тогаш кога нешто грешиме, да признаеме штетата. Значи ние кога сме никогаш не ги признаеме нашите погрешки. Ние не кажуваме дека договорот за пријателство, добрососедство и соработка
е штетен добрососедство. Да, дека е штетен по нашите национални Не, сам интереси. по себе не е, да. Да. Значи, има некои спорни точки. Да. Значи штетен по спорните точки говорам, едно не ги од кажуваме спорните тие. точки е нели вметнувањето на Бугарите во уставот. Јас уште еднаш ќе повторам, не знам кој пат, дека немам никаков проблем со тоа лично, на лична основа. И јас сум дел од некој друг народ кој има загарантирани права во македонскиот устав и немам намера на ниедна друга национална припадници на друга нација или национална група тоа да им го попречувам. Но дали во едно вакви услови кога сега нели бугарите се закануваат со вето во ситуација кога поради една тепачка во Охрид се заканува дека ќе ги запрат нашите евроинтеграции, дали воопшто треба да се разговара за промената на уставот? Јас и со вас сум разговарал повеќе пати и ние сме разговарале на таа тема. Тоа што се наметнува како барање од Република Бугарија на некој начин од моја гледна гледање е мешање во внатрешните работи на Република Македонија. Промена на уставот е наша внатрешна работа. И тоа убаво го кажа холандскиот амбасадор во некоја интервју пред 2 недели. Јас тоа го тврдам цело време. Нашиот македонски пат кон Унијата е наш македонски домашен европски пат. Ние треба да си го изодиме. Да решиме одредени проблеми со Бугарија, со Грција, со Србија, со Албанија, да решиме некои проблеми со Брисел во делот на реформскиот процес. Но и тој процес е наш. Ние тоа го правиме 22 години. Ние имаме 16 препораки од Европската комисија да отпочнеме преговори со Европската унија. Пазите, 16. Значи, Европската влада кажала дека Македонија по копенхашките критериуми е подготвена да го почне процесот. И заради вакви тривијалности, проблем со непостоечки проблеми, знаете, проблем околу спорување на името е раритет во меѓународни односи, уникал. Ова проблем сега со наметнување. Не знам ни ова дали некојаш го имало. Го немало, значи некој вие променете го уставот па ќе почне да проговори. Логично ќе беше да се бара од нас, да се отпочнат преговори, а ние да се обврзиме дека во текот на отварањето на поглавијата, сите оние 34 поглавија и последното 35 општото поглавие, новата методологија 6 кластери, дека ние со тек на време, подобрувајќи го нашиот капацитет, реформски капацитет, ќе дојдеме до фаза кај што на вистина пред влегувањето во унијата, кај што ќе го усогласиме целокупниот наш законодавен систем со европскиот, ќе го приспособиме, тогаш може да разговараме, да донесеме во парламентот. Никој нема да му пречи. На никој тогаш нема да му пречи. Никаков друг контекст нема да му пречи било затоа што какво ние имаме заедници тука кои што признавање на бугарите. Ние имаме заедници кои што речеме Хрватска признава македонската. Да, и треба да има реципроцитет сега. Ние имаме заедници кои што се малку романци. И евреите се тука, црногорците се тука. Црногорци, да, сега. Има една категорија горани од Косово, Има. кои што најголем дел од тој дел на гора живеат во Македонија. И тоа се исто луѓе кои што имаат свој припадност, кои што се чувствуваат нели со некоја своја традиција, имаат свое горанско здружение. Јас познавам многу од тие луѓе. На пример семејството Бојда, прекрасни луѓе со добри домаќини за наечи, со многу комши, да, и во тој дух не смете и гораните да бидат, и евреите, и црногорците, и хрватите, и сигурно дека во еден таков позитивен дух на соработка, никој нема да има пречка во тој дел Македонија да даде гаранција дека и ние ништо особено ако бидете во уставот, па се разбереме. Но не во ваков амбиент на притисок, не во ваков амбиент на уцена, на еден амбиент во кој што вие создавате. Видете, јас не можам да разберам Бугарија, јас себе си сметам за пријател на таа држава. Има многу пријатели таму. Со вакви постапки се отуѓуваат македонските граѓани од бугарските граѓани. Зашто политичките елити очигледно се премногу изгледа елитистички или некако клиентелистички настроени, да не ги гледаат потребите на народните маси. Ниту пак таа европска димензија пак има сила да им укаже на тие елити кои што така действуваат дека тоа не е во духот на европското заедништво. И тука е тоа преломна прекрашувачка точка и мислам дека ние тука во овој момент едноставно не можеме да разговараме за уставни измени така како што се поставени, затоа што на крајот на криштата македонскиот народ не го сака тоа и тоа македонскиот народ во поширока смисла на зборот говорам, со сите своји етнички заедници кои што живеат на просторот на Македонија. Апсолутно е тоа точно. Марен Ѓочев, ова е втор пат во овој циклус како вие сте мој соговорник.
а сте били соговорник на моите колеги. Да. И секогаш е чест и привилегија да се разговара со вас. Се надам дека повторно ќе ве видиме во блиските. Благодарам за поканата. Благодарам. Почитувани гледачи, одиме со кратка пауза, потоа минути за спортот.